Во пресрет на 21 март, светскиот ден посветен на лицата со Даунов синдром, невладините организации, но и лицата со Даунов синдром и нивните семејства, уште еднаш порачаа општеството да се отвори кон нив и да ги прифати такви какви што се. 42-годишниот Трајче Тосев живее со својата мајка. За него се уште нема работа. Деновите ги поминува читајќи книги што ги зема од Штипската библиотека. Општеството се уште не е дораснато и има предрасуди кон новие лица, оценува неговата мајка. Наместо луѓето да го прифатат таков каков што е, тој честопати поради својот синдром е исмејуван од средината. Еве, он можеби и за тоа е многу дома што седе, излеваше надвор, комуницираше почесто со некои луѓе, а некои луѓе го исмејуваа. И јас кога сега му речам, излези надвор, одеше, шеташ, шо мамо да ме зафркават ли луѓето? Најголем дел од денот Трајче го поминува со своите пријатели во клубот на Сдруженијето Порака. Сепак додава тој, потребен е поголем простор, но и клуб наменет за лицата со Даунов синдром. Сакам да има отворен нов простор, не треба тај шопинг понко, сакаме нов голем клуб простор. Идеја отварање на центар за Даунов синдром има и штипјанецот Гоце Маринковски. За да има повеќе луѓе и там ги помогнат на вие деца. И се дружат да се занимават со спортот, со филм, театар. Во Македонија се уште нема дата база на податоци за лицата со Даунов синдром, а има и недостаток од дефектолози кои би требало да работат со нив. Инаку Дауновиот синдром не е болест, туку појава која се јавува како резултат на промена на хромозомската структура.